гледачи, денеска е светскиот ден на здравето, па како и Тина, така и ја и цела екипа на Црвена линија ви посакуваме сте срекни, нормално, живи и здрави. А денеска ќе разговараме за? А денеска ќе зборуваме за нешто што е новина од вчера. Има предлог, нов предлог на мерка која што ќе ја достави Комисијата за заразни болести. А тоа е нешто што еве можеби сите го очекуваме па веќе и повеќе од 2 години. Комисијата за заразни болести значи донесе препорака да се укине носењето на маска во затворени простори со исклучок на здравствени установи, аптеки, дом за стари лица, амбуланти и јавен превоз секако. Ќе дискутираме со вас, денес е пак и светски ден на здравјето, па еве може да не откриете дали сметате дека е добро да се постигнат вакви мерки и дали може би посигурни се чувствувате со маска. Од кога ја поставивме оваа главна тема, исто така ни дојде идеја да поставиме вакво анкетно прашање за денеска, за видени одговорите, нашата социјална мрежа на Инстаграм, Црвена линија, а и Телма телевизија, кој гласи: дали се чувствувате посигурно со маска? Да, не. Тие се двете опции кои вие може да гласате, а после рекламите очекуваме крајни резултати. Ја ви покажеме, а и секако кога ќе ни задзвоните на телефонскиот број 02 307 6677, очекуваме да ни одговорите. Дали се чувствувате посигурно со маска? Да, не. А секако сега ќе се подсетиме преку прилогот на нашата колешка Тамара за новите предлог мерки што ги даде Комисијата за заразни болести. Пандемијата не е завршена, но граѓаните може да ги симнат маските, препорача Комисијата за заразни болести. Здравствените експерти сметаат дека епидемиолошката состојба дозволува олабавување на досега најдолгата рестриктивна мерка воведена поради пандемијата со коронавирусот. Сепак и покрај ваквата одлука, експертите им препорачуваат на повозрасните граѓани и на лицата со имунокомпромитирачки болести да продолжат да носат маска во затворен простор. За Комисијата за заразни болести пак новата варијанта на омикрон сојот на коронавирусот, која е регистрирана дека се шири во соседните држави, не е причина за загриженост. Според неа, неговите симптоми и пренос не се ништо поразлични од основната верзија на омикронот и не ја потиснуваат. Поточно, не може оваа варијанта да стане доминантна. А сега ќе бидете доминантни вие, драги наши, со јавувањето на 02-307-6677. И веќе не јавуваат со тео дека од режија имаме гледач. Го вклучуваме првиот гледач. Добар ден. Добар ден. Да, добар ден. Секој е добро. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Благодарам, поздрав и до вас. Оваа тема што сте поставиле е одлична тема денески, зашто е ден на здравјето, со тоа што секој би се сложил да разговара на таа тема. Искрено да ви кажам, она што го предлага Комисија за заразни болести во Република Северна Македонија, тоа е и го спроведуваат и е точно дека се олабуваат мерките за да не се носат маски ни во молови, ни во отворени простори, само онаму во здравствените установи и во автобусите. Така да јас ја поддржувам таа Комисија за заразни болести на чело со председателот. Знаеме дека само тие стручно може да ни кажат како да се понашаме и на каков начин да избегнеме овие сите заразни болести кои што еве 2 години кусур веќе се присутни со нас, живеат со нас и ние живееме со нив, така да јас се надевам дека и владата на Република Северна Македонија ќе го прифати, ќе ја прифати одлуката на Комисија за заразни болести, маските што побрзо се скинат, дури има и предлог во летниот период веќе тотално да се симнат маските, за да не сметаат во поглед на одењето на одмор. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вам што се вклучивте во Црвена линија. Одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Еве на брзина, она старо правило, намалете го тонот на ТВ приемникот. Дали не слушате? Одлично ве слушаме, бидете ни во добро здравје. Што ќе кажете во однос на... Дали се слушаме? Дали го имаме гледачот? Дали го намаливте тонот на телевизорот? Основно правило, златно правило. И
останува така. Ќе потсетиме дека денеска е Светски ден на здравјето, 7 април. Зборуваме за новите предлог мерки, а тоа е укинување на маските во затворен простор. Ама сега во продолжение на црвена линија и за нас и за вас големо задоволство ние да ја најавиме нашата денешна гостинка. Станува збор за доктор Искра Кочева, која што е специјалист по трудова медицина во моментот на вебинар, така ако не грешам, и она што е најважно, токму денес го одбележувате Светскиот ден на здравјето. Па еве, како го одбележувате денес? Што се случува на вебинарите? Добар ден. Се надевам дека добро се слушаме. Одлично. Да, одлично ве слушаме. Добро. Пред се јас на сите здравствени работници и би сакала денеска да им го честитам денешниот ден. Инаку ова е ден кој што е посветен на низа активности, кои што го обележуваат Светскиот ден на здравјето, кој што секоја година се слави на 7 април. И денеска тоа е под мотото "Нашата планета, наше здравје", тоа е слоганот што го лансираше Светската здравствена организација, кој што е апел кој има за цел да не подсети дека здравјето на планетата и нашето здравје се нераздвојни и дека ние немаме резервна планета, затоа мораме да ја чуваме и да живееме во согласност со природните закони и само доколку имаме здрава планета, ќе имаме и ќе можеме да го зачуваме и нашето здравје. Така и во моментот и гледаме како изгледа плакатот за овогодинешното одбележување на Светскиот ден на здравјето. Да. На вебинарот што зборувате, што конкретно? Токму во оваа насока, дека еколошките катастрофи во последниве години, сведоци сте и вие, се во огромен број, значи сме случени со поплави, со пожари, со големи климатски промени кои што влијаат на здравјето на целиот животински свет, не само на здравјето на човекот, потоа квалитетот на воздух, аерозагадувањето, квалитетот на храната кој што се предвидува дека за следните 10 до 15 години светот реално ќе се соочи со голем недостаток на храна пред се заради недостатокот и на вештачките ѓубрива. Потоа имаме проблем со квалитетот на водата за пиење. Ние во Македонија сме веројатно и среќни, едни од ретките кои што имаме добар квалитет на водата за пиење, со кој што не може да се пофалат многу други останати земји. А исто така и се нагласува дека само како последица на овие еколошки катастрофи имаме ние 13 милиони смртни случаи ширум светот на годишно ниво, кои што се должат на еколошките причини. Само еве пример да ви дам за аерозагадување како причина на загадениот воздух. Имаме 7 милиони смртни случаи годишно, што е некаде 13 случаи во секоја минута умираат како последица на загадениот воздух. Од тука ќе излезе јасно е, значи, зашто е потребно да се зачува здравјето, значи, на планетата, да се грижиме за животната средина, да се грижиме за сте околу нас, дали за животните, дали за растителниот свет. Да. Некое време еве гледав за пчелите, значи кои што исто климатските промени нели им влијаат на здравјето на пчелите, знаеме дека доколку нема пчели невозможен е животот и на планетава. Значи во таа насока се движиме. Така, се согласуваме. Денес. А исто така знаеме дека Комисијата за заразни болести предлага олабувување на досега најдолгата рестриктивна мерка воведена поради пандемијата со коронавирусот, а тоа е нормално носењето маски во затворен простор со исклучок на здравствените установи, домовите за постари лица, аптеките, јавниот превоз. Сега за се тоа, кој е вашиот став околу ова? Ги поддржувам ставовите на Комисијата за заразни болести, пред се бидејќи Комисијата своите препораки ги дава согласно еден актуелен тренд, а трендот кај нас е дека бројките за среќа на сите нас во изминатиот период почнуваат да паѓаат. Исто така оптовареноста на здравствениот систем се намалува, така што во таа насока се и препораките на Комисијата за заразни болести. Меѓутоа, јас би рекла дека не смееме да заборавиме дека маските се само една карика од оној систем за заштита, односно дека тоа се само лични заштитни средства и се последна талка во системот за заштита, онаа заштитарска пирамида што ние
во медицина на труд и заштита при работа, сакаме да ја кажеме. Така што останува фактот дека мора да се превземаат сите останати контроли, како што се инженерските контроли во однос на вентилацијата на просторот, доброто проветрување, административните контроли, за на крај организацијата, значи работодавачот мора да ја процени сопствениот ризик во однос на трансмисија на COVID-19 и согласно тоа да се води во препораките. Препораките од Комисијата за заразни болести се во ред, меѓутоа доколку работодавачот процени дека немат добра вентилација и дека ризикот за пренос е се уште висок, може да препорача во своите простории да се носат заштитни мерки. И секако не треба да се опуштиме премногу, бидејќи видете, секоја индивидуа е различна. Јас сум различна од некој друг кој што има низа хронични незаразни заболувања, како што е кардиоваскуларни, хронични респираторни заболувања, потоа викаме дијабетот, дебелината, кои што се појавија дека се еден ризик во исходот од лекување од ковидот. Исто така вакциналниот статус, дали сте вакцинирани, дали не сте вакцинирани, дали сте прележани или не сте прележани, така што претпоставувам дека секој сам ќе може да процени дали во одредена ситуација ќе ја носи маската или нема да ја носи. И еве вака накусо за крај да заокружиме факт е дека короната не исчезна сосем, значи нема опуштање целосно, но јавното здравје генерално е секогаш пред нови предизвици. И еве за крај која би била вашата порака до сите нас како да дојдеме до подобро општо здравје и воопшто подобро здравство. Видете, пандемијата ги откри сите слабости на општеството, посебно кај нас. Така што ја подвлече, сметам, итноста за што поскоро решавање на многу проблеми кои што сега видовме дека реално ги имаме, а тоа е вложување во здравствените капацитети и во кадрот и пред се вложување во превенцијата. Зашто? Затоа што превенцијата спасува живот. Сите хронични, незаразни заболувања кои што се некаде 90% од сите болести, дали се кардиоваскуларни, дали се хронично респираторни, дали е дијабетот или дебелината, ние можеме да ги превенираме со здрави животни навики, значи откажување од злоупотребата на тутун, алкохол, дроги, редовна физичка активност, престојна, отворено и редовна физичка активност во природа, да кажем, онаму каде што имаме здрав воздух, и секако акции во животната средина, намалување на загадувањето, да се посветиме на јадење на здрава храна и грижење за околината, така да тука би биле насоки. Да го одбележуваме всушност секој ден овој голем ден за здравството. Благодарам што одвоивте време, голем успех денес во тек на вебинарите и секако, ако можете, следете Црвена линија до крај и бидете со нас. Ви благодарам. А сега го слушаме добро познатиот звон на телефоните во Црвена линија. Вклучуваме гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден. Прво честитка за сите што денеска слават, посебно здравствените работници, и го честитам имен на сите кои се викаат Блага, Благица, Благоја. Така, денес е голем ден Благовец, точно. Нека ни е честито. Сега вака, за околу однос на маски. Таа ми се чини дека сите ќе сгрешиме ако кажеме да не се носат повеќе. Сите ќе грешиме ако кажеме да се носат. И едно и друго е супротно од вистината. Прво, вирусот до крај не е испитан, нема дефинитивен лек, значи мораме со сите средства што ни се на располагање. Но да се дозволи во затворена просторија кај што нема постојано проветрување, таму да не се носа маски, мислам е грешка. Тоа е моје мислење. Додека, значи надвор на отворено кај што значи можеме, што се вика, има поголема аерација на движењето на ваздухот, може да се тргнеме лево, десно и така натака, мислам дека сепак нешто по мене, нешто недостасува во однос на оваа одлука. Мислам дека е избрзана, затоа што е во целост
Значи се бара во одредени сегменти да не се применуваат заштитни средства. Но да веруваме дека тоа е така и Благодарам што се вклучивте со сите нас во Црвена линија. Одиме сега со оние кои што неуморено коментираат на Facebook. нашата Facebook страна. Така, нашата социјална мрежа на Facebook. Вие може да коментирате на Црвена линија. А сега го прочитаме коментарот на Кристијан, кој гласи: Чека вака да зумирам за може видите. Секој ден има по 200 до 300 заболени. Јасно е дека се олабава се заради економската криза. Инаку, короната е се уште тука. Тоа е коментарот на Кристијан, а сега идеме со наш следен гледач. Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Поздрав до вас, за телевизија. Голем поздрав. Голем поздрав и до вас. Еве, кој е вашиот став во однос на новите предлог мерки? Честитам благовест на сите што и во Република Македонија влаже влагица и честитам празникот и во диаспората што и честитам нашите браќа. Така е. Нашиот став е за маски да се носи. Јас, како што гледам мене ставови, ладно, нема стручни тука луѓе, гледа си за тоа многу дави и почина и стари и млади. Стручно само може да го поставиме министр да биде Драган Даниловски. Тој е стручен, не е партиски, не е определен. Не овој Никола Пановски од дом. А без коментирање ве молам, правилото на Црвена линија е да не се спомнуваат имиња. Вие лично дали се чувствувате посигурно со маска? Здравството како треба. Здравството е нема квалитетна опрема, не се троше пари, многу паде у здравството. Основните работи ги нема, не ги барат, не ги трошат, приведејќи тука е оставено на порадешно премиер што нема врска. Ајде, може да ни одговорите и на ова. Кажете ни дали се чувствувате посигурно со маска? Диктира и во сите институции диктира. Треба ни министерот сам да се има слобода, он што му треба да лавае. Министерот што беше исто. Времето истече, секогаш внимавајте на тајмерот. Благодарам што се вклучивте. И еве за наредните гледачи да се држиме до темата. Најважно е лично да ни кажете дали ви се допаѓа новите предлог мерки, бидејќи навистина маските беа предизвик на почетокот. А и еве дали се чувствувате посигурно со маска во затворен простор. Така, сега да видиме објава од Твитер околу носење маска. Задолжително носење маска во затворен простор. Битно, човекот маска си има, другото не е битно. Така, ова е еден интересен дизајн на маска. Идеме со уште една слика. Од Динамо. Носење маска под нос те штити колку кацига на лак, дури возиш мотор. Така, правилното носење на маски беше исто така клучно и важно, бидејќи носењето под маска под нос е нешто што не штитеше воопшто. Добар ден. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер, окей, колку е облачно, можеме да кажеме добро вечер. Секој е добро, еве, кој е вашиот коментар во однос на новите предлог мерки? Јас мислам оти носењето на маска не треба да носиме, зашто нема тоа кој е вирус, ако е тој јак вирус, тој преку маска ќе се пати, преку маска пак ќе се зарази човек. Маските штитеа поприлично многу во пренос. Например, прво беше да ги миеме рацете, лицето, да ги мием со сапун, да се мие рацете, лицето. Основни работи, да. Тоа не е толку јак вирус, а маска. Маска, хирурзите носат така. Толку, само тоа и мислам дали се чувствувам поарно, понеарно. На уши ме стега на лицето, некако маската. Фала пријатно. Благодарам многу. Останете со нас. Одиме сега, имаме уште еден коментар. Така, имаме нов коментар на Facebook и вие може да коментирате дека трае емисијата. Овој пат коментарот е од Слободанка. Не е 1 април, ама да се пошегувам. Мене ми рекоа дека сум пубава со маска и сега сакам неќам, морам да ја носам. Голем поздрав. Ете малку шегобено. Поздрав до Слободанка. Продолжуваме понатаму, време за нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Црвена линија. Златното правило, намалете го тонот на ТВ премникот, односно телевизорот. Така со тео постојано повторуваме, бидејќи се случува
да не слушате токму поради тоа што телевизорот, нели, јачината на звукот е пуштен. Ајде, Добар ќе ден. пробам јас уште еднашка. Добар ден, дали се слушаме? Се слушаме, добар ден. Одлично, мило ми е Одлично ве многу. слушаме, бидете ни пред се во добро здравје и еве Да, благодарам и вие, и нека ви е честит денешниот празник. Така е. Благодарам. Денеска, да. така денес сите што честуваат Благовецеви и ние од Црвена линија им честитаме. Така е. Само јас сега на кратко ќе кажам дека маски не треба да носиме. Добро. По мое малку е виткасто, ама е вистинито. Сите сме нервозни, скиснати како се разминуваме од подалеку, никој не се гушка, никој не се бакнува и не можеме да си дишиме еден друг. Не треба маски. Ви бидете поздравени, чао. Кратко и Голем јасно. поздрав до вас, останете со Црвена линија. Така се враќаме на Твитер со објавите. Идеме со две објави. Првата е од Златуста. И да укинат мерката за носење маска, мислам дека ќе немам храброст да го направам тоа веднаш. Идеме со следната објава од Мартин. Да не ти дое мајстор дома. Убедување дали да соблече обувки да му дадеш папучи или кеси да стави, убедување за носење маска, па за дезинфекцирање на раце, откако се согласи за се, до работи да слушаш корона теории на заговор и на крај да дезинфецираш се што има допрено. Ето малку шегубини се твитерџиите, се разбира, процедури беа и беше голема, да кажеме голем страв да повикате дома мајстор барем во времето кога короната беше се уште непозната. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Бива штрба, ја носи маската. А маската ја ќе се ја носам и дали ќе помине ова ковид, нема да помине, ја ќе се ја носам ради загаденост. Така. Така толку е Скопје загадено, кога ќе заставам кај Црвен крст, секоја секунда поминуваат коли, секоја секунда. Едната страна, другата страна и од загаденост ќе се ја носам. Така, Ова е добро што го кажете со оглед на тоа што денешниот ден се одбележува под мотото наша планета, наше здравје. Значи, маската останува кај вас токму поради загадениот воздух. Ке се носам, гајле немам што се вика. Но кога зборуваме за еве короната, како се чувствувавте посигурно со маска? Сметате ли дека треба да се усвои оваа предлога? Не можеш кога одам на лекар или во болница, одам така на контрола, еден въз друг ти кива, ти онаде, мора да носиш. И да не е короната, грипа ќе па, да кива у глава ти, онаде, цигари пуша, да, тоа е за нигдека, за нигдека. Нека се зарази човек, свеќе на скрепати. Што се вика, тоа е. Благодарам многу. Се најубаво, Се најубаво, благодарам што се вклучивте во Црвена линија. И еве колку за подсетување, значи ова се само предлог мерки да се симнат маските во затворено, но тоа не значи секаде. Правилото за носење маска останува во здравствените нели установи, секако во јавниот превоз, во домовите за постари лица и аптеките, секаде каде што има поголема фреквенција на луѓе и оние на кои што можеби заштитата им е најнеопходна, а тоа се постарите лица. Така е, а сега идеме со нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Вие сте во Црвена линија? Секој е добро? Да. Добар ден. Добар ден, повелете, кој е вашиот став? Видите ли, моје мислење се јавувам од Крива Паланка. Голем поздрав до Крива Паланка. Да. Добро е, значи позитивно е да ги не носат веќе нели маските, меѓутоа оние што се позитивни треба да бидат културни, па да држат растојание и воопште да не се приближуваат кон другите лица нормално. И секако изолација, како што им важи за нив. Може ли да кажам две реченици за некоја друга тема? Мора да се држите до темата. До главната тема или анкетното прашање. Правилото во Црвена линија е дека треба да се држиме до темата. Не, па добро. Се надеваме дека... Еве предложете за што би сакале да зборуваме. предложете ни тема. Може еден предлог. Може ли? Да. Ама да ни предложите. Видите вака. Јас сум возрастен човек и ќе ви кажам една работа што гледаните не ја знаат добро.
Имате уште 12 секунди, значи предлог има. 60-те години од минатиот век професор ми кажуваше овака на нас на учениците. Од 46 до 48 година во Пиринскиот дел. Многу ми е жал, но имаме тајмер 90 секунди. Се разбира, останете до крај со црвена линија, ако постои можност и успеете ќе ве вклучиме повторно до крајот на ова издание, но како и да се држиме до главната тема. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме, црвена линија. Го одбележуваме заедно со сите оние од здравствениот сектор, Светскиот ден на здравјето. Ајде ќе пробаме уште еднашка. Добар ден, дали се слушаме? Сега ако намалете го тонот на ТВ премникот, односно Добар ден. Додека го добиеме нашиот следен гледач, пак да се вратиме на Твитер да видиме се една објава околу нашата тема. Од Рената. Носење маска ми е топ, за да не ме гледаат додека се смеам кога не треба. Така, па добро, имаше предности носење маска. Понекогаш можеше да се избегне одредена ситуација, дури можеше и да си нервозен и коментираше, на никој да не знае за тоа. Како и да е. Добар ден, црвена линија. Дали се слушаме? Добро, што ме така, сега е време за реклами. Повторно со црвена линија и веднаш со вклучување на новиот гледач. Добар ден, зборуваме за новиот предлог мерки од Комисијата за заразни болести, покинувањето на носењето маски во затворен простор. Добар ден. Добар ден. Сега дека малку на линија ми исклучува, не знам што беше работа. 90 секунди за вас. Ало, ме слушате ли, господи? Да, повелете. Па потврдите ми дека ме слушате, оти пуно пати се збора другија, ја мислам дека сум ја. Вие сте моментално, да. Така, добро, супер. Значи, ке кажам за ова вируси, бе. Значи, вирусите се многу ситни. Честички, како па и честици да ги речеме, на молекуларно ниво се сведуваат. Така да, кога би ставиле електронски микроскоп од парче од маската што ја носиш на устата, ќе видите дека вирусот ќе пројде како низ фудбалско игралиште. Значи, толку штити маска. Добро. Проверете, ако не уверете се самите. Маските особено беа ефективни ако и другиот до вас носи маска. Се разбира, помало распрскување. Значи, проаѓа како низ фудбалско игралиште, господја. Знаете што е топка фудбалска да пројде низ фудбалско игралиште. Значи, рупата е токава у врските на тие платнени врски што ги користи или било какви врски. Так, и на нашето Значи, заштита под нула. И на нашето... Само пред изигрававме фудали за овие неколку години, сите си споразболевме, сите пројдовме како што пројдовме, некои отидоа, некои остана. Немам време, поздрав пријатна. Поздрав, важно е да останете во добро здравје, тоа ви посакуваме, се разбира, денес на сите и конечно резултати од анкета. Така, крајните резултати на нашата анкета. Дали се чувствувате посигурно со маска? Да, 52%, не 48%. Па до некаде нерешено. Тука сме. Како и да им честитаме благовест на сите оние кои што се викаат Благоја, Благица и така натаму. Останете ни во добро здравје и секако утре 16:15 нашиот термин и бидете со црвена линија. Довидување. Чао, чао.